Вака работи мени. Јепа! Од деновиве, почитувани дами и господа, започна со функционирање најновата такси компанија на државно ниво, се вика МВР. Вртиш 192, ти се јавува таму дежурен оператор, вели, нели, повелете, ова е Министерство за внатрешни работи и ти си викаш, дојдете, ако сакате, ве молам, до Халкидики да ме префрлите со джипот и нема проблем, ќе дојдат, Range Roverот ќе е паркиран со обезбедување, со све. Значи со све, ќе те однесат до Халкидики, можеш и другарките да си ги земиш ако сакаш, динар нема да ти наплатат, се ќе биде на државен трошок. А? Дали имат појако? Такси и пол, дури можат да вршат ако е потребно, транспорт и на помали групи, едни комбиња што имат, абе, цуд, да си се возиш ко гулапче да се осетиш. Такси компанија МВР, јас поинаку не знам како да го сватам ова одењево со джипото татот на работа на Халкидики, а? Шо е работава? МВР исто така по неколку дена призна дека джипот навистина бил злоупотребен. Пред то не мамеја, ама то беше намерно, тактички. Заш, ако речеа уште тогаш дека е злоупотребен джипов, одма ќе требаше да се вратит назад джипчево, а купатите не беа досушени на младава и знаеш, никаквата е. Треба да сме толерантни, нели? Министерот за внатрешни работи по спроведување на внатрешна истрага од типот јавување по телефон на шефот на Бирото за јавна безбедност и му рекол, брат, шо правиш? Пошо шу правиш, веќе демодево МВР. Тогаш министерот за внатрешни работи разбрал дека протоколите за службени патувања не се запазени. Да, воопшто не биле запазени протоколите. Керкичето таму на шефов со другарки да се возит, абе едно сокче да не му купат. Срамота, воопшто не е по протокол, сакам да ви кажам. Од цело МВР, едно сокче да не му дајте на момичето. Срамота, ѓубриња. Потоа шефот на Бирото за јавна безбедност Велковски се правдал дека джипот го ангажирал во тотална нужност. Што беше толку нужно, бе, паше, им се капеше на лепотициве, збесна ја подома, не можеше да ги слушаш поќе. И јас го разбирам, родител. Му пукнал филмот на човекот, рекол, земи палито джипот и хај, глас да не чуам. Мршта Халкидики. И поќе глас да не слушнам. Не ќе слушниш. Но сепак, да гледаме позитивно на работите, драги мои почитувани дами и господа, мислам, ова е една прекрасна информација која излезе од МВР. Јас кој ќе слушнам дека група девојки се забавувале на Халкидики, значи преубо си поминале, многу поубо ми е на душичево, отколку да слушнам дека со джипот бркале некои криминалци и некој в затвор ќе скапи. Зошто? Да гледаме позитивно. Хеј, бидете толерантни.